Колку ќе не чини идејата што преку ноќ ја добија Ковачевски и Груби за раскинување на договорот за автопатот Кичево-Охрид на владата после 10 години текна да прави ревизија на проектот без при тоа да даде отчет пред граѓаните какви штети ќе направи ако го раскине договорот. Алфа ги праша надлежните институции колку и дали ќе плаќаме ако се раскине договорот, но добивме само соопштение дека почнала ревизијата во јавното предпријатие за државни патишта, а конечната одлука како ќе се доизгради делницата ќе падне на Илинденска до 31 декември. На трасата се појавиле 11 нови свлечишта и затоа потребно е да се ангажираат меѓународни експерти. Во овој момент во тек е ревизија од Државниот завод за ревизија во јавното предпријатие за државни патишта во однос на финансиските извештаи и усогласеност, како и ревизија за успешност на капиталните инвестиции. Се уште не се знае ни какви чекори по ваквата најава ќе преземе кинеската Синохидро. Неофицијално тие побара летна средба со Ковачевски, но од владата брифира дека тоа нема да се случи. Доколку дојде до арбитражна постапка, надлежен е судот во Париз, а експертската јавност предупреди дека ако се раскине договорот, банкарските гаранции на домашните фирми ќе бидат заробени. Што ќе се случи ако не го изгласат нашите пратеници продолжувањето на законот? Значи, паѓаат банкарските гаранции на Синохидро тука по дефиниција и Синохидро не е будала, ги повлеква банкарските гаранции на нашите компании. Нашите компании имаат околу 50 милиони банкарски гаранции. Тие следва ќе бидат заробени. Автопатот се дочека 5 анексија, во третиот беа вметнати дополнителните работи, оние кои новата власт на СДСМ кажа дека се промашени во трасата, со што изградбата достигна 598 милиони евра и ново задолжување. Владата наводно ги исправи грешките на претходната власт, со што си зададоа задача дека во јануари 2024 ќе има нов автопат. И затоа Благој, еве го тука, стани Благој да те видат сите, дајте му поддршка, затоа што јануари 2024 година по тој пат мора да се вози со автомобили од Кичево до Охрид. Одговорност очигледно никој нема да понесе со оглед на тоа дека Благој Бочварски е се уште министер за транспорт и врски, Димитар Ковачевски е премиер, а граѓаните на еден месец пред истекот на рокот немаат нов автопат.